Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Спорт Плюс. Викендов кој предстои се игра 13-тото коло во ракометната Суперлига, кој го носи езерското дерби помеѓу Охрид и Струга. Напревар кој е од исклучително значење за двата тима, Охриѓани кои играат топло-ладно во последниот период, имаат императив победа, а Струга се разбира да ја избегне опасната зона во Суперлигата. Во еден таков амбиент го водиме разговорот со Филип Николов од ГРК Охрид. Каква е атмосферата во екипата пред престојното дерби со Струга? Па добро. Тренираме сите, комплетни сме. Се тренира окей. Се чувствува ли притисок бидејќи се работи за езерско дерби, секогаш овој надпревар е посебен за екипите на Охрид и на Струга? Посебно се пристапува. Па добро. Знаеме нели за какво ривалство се работи, секако дека се чувствува притисок. Ки играат овде не само квалитетите, туку се разбира и емоциите во овој надпревар. На психолошки план, дали сме подготвени за предизвикот со оглед на тоа што оваа средба доаѓа по еден непријатен пораз кој го доживеавме во Кавадарци од Тиквеш. Па да, и психички се припремаме за атмосферата што ќе биде исто и во сала и во надпреварот. Каква е во моментов состојбата на здравствен план? Имаме ли некои проблеми со кои се соочуваме пред дерби средбата со Струга? Не, сите сме комплетни, сите сме здрави, тренираме во полн ритм. Што според вас може да го одлучи дербито? Не се битни бодовите, не е битна состојбата на табелата, во моментов е Охрид на седмата позиција, не е посакувана, меѓутоа е сепак кон врвот со 16 освоени бода и заостанува зад водечките екипи на табелата по серијата порази, а Струга е на 10-тото место, но тоа не игра улога во дерби средбите. Што според вас може да го одлучи ова езерско дерби? Па да од одбраната секако е првиот фактор на надпреварот, ако играме перфектна одбрана и помалку технички грешки во нападот, стрпливо во нападот до гол, мислам дека може да се добие надпревар. Што може да им порачате на навивачите, што ќе порачате на охридската и на струшката публика? Па, ги повикуваме сите што е можно да дојдат во поголем број, Охриѓани исто и навивачката група Рибари. Тие ни се, да кажеме, ветер во грб, да дојдат во што е можно поголем број и да не бодрат од трибините, заедно да се радуваме на победа. Престои во секој случај спортски спектакл на 4 декември во 19 часот во салата Билјанин Избори, езерското дерби во рамки на Суперлигата, ГРК Охрид против Струга. Тоа беа видувањата на ракометарот на ГРК Охрид Филип Николов за престојниот дерби меч. Очекуваме одлична атмосфера, а јас ви посакувам успех во средбата и да стигнете до посакуваната цел. Фала. И ние мислиме дека ќе ги освоиме трите бода и ќе се дигнеме на бодови. Спортското ривалство помеѓу Охрид и Струга е огромно, трае со децении во сите спортови последните години. Актуелни се дерби надпреварите од ракометното првенство, во случајов Суперлигата, така ќе биде и овој пат во дерби средбата од 13-тото коло во Суперлигата на 4 декември сабота од 19 часот Охрид против Струга во Билјанин Извори. Ривалитетот е голем помеѓу клубовите, но се разбира и помеѓу навивачките групи кои се подготвуваат за оваа дерби средба на свој начин. Најавите се дека на дерби средбата ќе присуствуваат двете навивачки групи, Охридските Рибари и паткарите од Струга. Како се подготвуваат Рибари кои се осмиот играч на Охрид и ветер во грб на секоја средба, разговараме со еден од водачите на групата, Мартин Дојчин. Добре дојде во Спорт Плюс. Надпревар кој со огромно исчекување, со не знам, огромна енергија се чека од спортската јавност и од навивачите. Како се подготвуваат Рибари за дерби средбата? Така е, пред се благодарам на поканата.
и сакам да изразам голема благодарност во моје лично име, во име на евачката група Ривари, за сета поддршка што ја добивам од вас како медиум Охрид Ньюс сите овие изминати години, бидејќи без вас и ние заедно во цела приказна, работите нема да бидат вакви како што се. Иначе се спремаме за дербито, за нас е ова утакмица на сезоната, по пауза од 2 години, поради COVID проблемите, имаше забрана за присуство на публика, се враќаме на голема врата, се подготвуваме максимално, имаме најава дека струшките на евачи ќе присуствуваат, за нас тоа представува уште поголем мотив, уште еднаш да докажеме кој е кој во оваа пресметка, очекуваме победа и повик до сите охриѓани сабота да ни се приклучат. Нашиот собир е во 16 часот и 30 минути на плоштадот кај Мини Маркет и со кортево ќе се упатиме према спортската сала Билјанин извори и оттаму ќе ја дадеме нашата поддршка и се надеваме дека нашите момци ќе го остават срцето на теренот и заедно ќе славиме една победа која ќе биде резултатски пресврт на малку лошите резултати изминатиот период и дека заедно сплотени ќе ги надминеме сите проблеми и продолжуваме напред. Ова е второ езерско дерби во ова првенство, првото се одигра во Струга. Охрид славеше на таа средба, но отсуствуваше присуството на двете навивачки групи, тогаш може да се каже не беше комплетно тоа дерби. Овој пат се очекува присуство на двете навивачки групи, тоа протоколите за заштита од COVID-19 се уште го дозволуваат. Што значи моментот кога наспроти себе имате ривалска навивачка група, спортот се игра за публиката, за навивачите, не е се едно ако се игра пред празни трибини или со ограничен број публика и така натаму, но овој пат ги има сите предуслови за вистинско езерско дерби, без оглед што на табелата двете екипи не се на посакуваната позиција, но дерби е дерби. Така е. Видовме сите дека изминатиот период дерби пресметките, кога се играа без двете навачки групи, дека буквално тоа беше само еден обичен надпревар. Во спротива, кога ќе сме двете навачки групи, тоа буквално е празник за сите, празник за спортот во Охрид. Има голема еуфорија, играчите се помотивирани и мислам дека сите треба да се трудиме ова дерби да опстои, затоа и ние постоиме повеќе од 30 години и ќе постоиме уште додека постои Охрид, ние секој пат ќе бидеме за Охрид и пак ќе речам, ги повикувам сите да дојдат и да ја осетат нашата магија, бидејќи во нашата група има преголемо другарство, ние сме сите заедно, сме сплотени, пред се не влече љубовта кон нашиот матичен клуб. Последни се надпреварите со Струга, вие сте присутни на сите средби ова сезона на ГРК Охрид на домашен терен и сте извонредна поддршка за охридските ракометари, но како се подготвувате за дерби надпреварите со Струга? Не, има и други средби кои се големи, Пелистер, Вардар, не знам, други клубови, Металург, силни се, но посебен е моментот кога играат Охрид и Струга. Освен кореографи, интересно што во последните години така се пресметувате навивачки со креативни пораки, некогаш не толку креативни, меѓутоа во секој случај интересни за јавноста. И ова дерби е дерби број 1 во ракометната Суперлига со години наносот. Така е, се сложувам и докажавме дека во моментов ова е најголемо ракометно дерби, тоа за нас представува голема чест. Иначе нормално кога е дерби утакмица, подготовките почнуваат уште пола месец, 10 дена пред стартот на надпреварот, значи се изработува кореографија, има екипа што ја работи таа работа, има луѓе што можда ќе направат некоја нова песна, што ќе алудира нешто према Стружани, има луѓе што се заангажирани за пароли. Фактички затоа сме ние на група и на семејство и секој има одредени работи што треба да ги изработи, дали некој ќе реди рекламен материјал или плакати низ градот или небитно. Затоа пак ќе речам дека ние сме група и на семејство и ќе продолжиме и пак ќе речам уште еднаш ќе докажеме дека ние сме по добрата група и по добриот тим во оваа езерска пресметка.
Без оглед на ривалитетот, овие дерби средби и покрај сите искри кои ги има помеѓу публиката, помеѓу навивачите на самиот терен, сепак минуваат на крај во спортска атмосфера. Да. Предпоставам дека нема причина тоа да не биде така и овој пат. Така е, и минатите средби докажавме дека сме големи. Ево и заедно, без разлика на ривалитет, имавме добри примери кај што заедно со нивната навивачка група, без разлика на ривалството, направивме и неколку хуманитарни гестови и на утакмицата во Охрид со поддршка за момичето што се собираа финансии Сара, и кога гостувавме ние во Струга, исто имаше еден гест од двете групи за едно момче од Струга што беше потребна поддршка, и мислам дека да ги резумираме работиве, дека сме до некаде и пример како треба да изгледа едно дерби. Што за крај очекуваат рибари од ова дерби, односно од ракометарите на Охрид? Рибари очекуваат само едно, да изгина нашите момци на теренот, да го остават срцето на теренот, и ето, нека нашата песна ги води до една голема победа и заедно да прославиме. Мартин, ти благодарам што беше дел од Спорт Плюс. Уште еднаш потсетување, големото езерско дерби во ракометната Суперлига се игра во сабота, 4 декември во 19 часот. Сите патишта водат кон спортската сала Билјанини избори. Пријатно.